Скопје наликува на Белград во 90-тите. Полицијата нема контрола ниту врз наркодилерите, ниту врз оние кои се занимаваат со трговија со луѓе, ниту врз оние кои перат пари. Најголем пораз на македонската полиција е што не може да разреши ниту едно убиство, ниту пак обид за убиство. Случај кој стана речиси кој дневе во Македонија последниот период, вели за Алфа поранешниот полициски началник Љубомир Ѓурчевски. Според него тоа ја покажува неспособноста на МВР, иако вели има голем број професионалци кои работеле и работат во македонската полиција. Македонската полиција го нема под контрола организираниот криминал и организираните криминални групи, особено трговијата со дрога, особено трговијата со луѓе, трговијата со мигранти и така натака, значи сите оние форми, истовремено и делот на перењето на пари, затоа што се почесто се зборува дека Македонија стана меѓународна перална на пари, односно легализација на пари кои што потекнуваат од криминогени приноси. И точно е факт дека Македонија наликуваат на оние пресметки на подземјето од Србија, нели тие белградските земунските кланови и така натака, на пресметките од 96 до 96 година кои што беа во Република Бугарија. Полицијата информираше дека нашла ДНК од напаѓачот во Истгејт кој сред бел ден извади пиштол и пукаше во трговскиот центар. Според Ѓурчевски ова е смешно бидејќи МВР треба да го најде сторителот. Смешно и страшно че беше доколку увидните екипи кои што го вршеле увидот на лице место не успеале да подигнат во онаква ситуација кога точно гледаат каде фаќат сторителот, што фаќат сторителот, да не подигнат ДНК за понатамошна анализа. Не се трудеше многу да го сокрие својот идентитет. Исто така бил присутен во спортска кладилница која што е во непосредна близина на местото на сторување на кривичното дело. Вели посебен проблем е случајот со нападнатиот Раде Трајковски Штекли, кој во краток период два пати е нападнат со огнено оружје на исто место. Тој е маркирана жртва и додека не биде целосно ликвидиран, мислам дека нема да го остават на рата, нема да му дозволат да се откупи, затоа што ако дозволеа откуп, што ретко се случуваат во пресметките помеѓу организираните криминални групи, до сега тоа ќе беше сторено, затоа што во период од 2 месеца имаме 2 напади со огнено оружје врз исто лице. Инаку во Македонија во последниот период имаше неколку неразрешени убиства и вооружени случаи за кои постојат сомнеш дека се масло на скопското подземје. Се уште не се знае кој го уби Јетон Кривањева Жила, ниту пак се знае кои се сторители на неколку вооружени инциденти, како на пример кај Александар Палас или убиството на Рузвелтова кај поранешното СЈО.